Трендот на брзата дигитализација на економијата во овој момент придонесува компаниите своето производство масовно да го селат повторно назад од исток кон запад, како што поради ефтината работна рака пред 30 години тие се селеа од запад кон исток. Експертите сметаат дека доколку земјите во развој како што е Македонија не ја дигитализираат својата економија, постои голема опасност за нивното стопанство. Иднината на овие земји во развој бара јакнење на иновацијските капацитети и профилирање на високотехнолошка економија, а за тоа не придонесуваат само европските партнери, туку и соработката со другите земји во светот, затоа што со роботизацијата тие едноставни работни места веќе исчезнуваат. Експертите сметаат дека потребно било се поголемо инвестирање во едуцирање на високо образовани кадри од оваа сфера и следење на светскиот тренд на продажба на скоро сите производи преку интернет, наместо преку класичните продавници, затоа што се повеќе се затворале класичните работни позиции. Доколку се зголеми пристапот до информатичките технологии кај сиромашните луѓе, тие ќе го подобрат нивниот доход. Исто така ќе советуваме нашата влада и меѓународните организации колку што е можно повеќе да инвестираат во дигиталните технологии и во образованието како алатки за да се постигне намалување на сиромаштијата и да се намали нееднаквоста на доходот. Традиционалниот начин на функционирање од земјата од која што доаѓам веќе изумира, така што се повеќе и повеќе луѓето купуваат онлайн. Се повеќе и повеќе луѓе денес работат во места каде што се тргува, односно каде што се работи онлайн. Иако на почетокот имало страв дека роботизацијата и технологијата ќе ги намалат работните места, се покажало токму спротивното, дека се отвораат се повеќе нови високообразовани работни позиции. Во последните неколку години, со растот на дигитализацијата се ствараат и потреба за нови, креативни и повисоко платени работни места. Проценките упатуваат на сознанијата дека 60% од глобалниот GDP ќе биде резултат на дигиталните активности до 2022 година. Трибината за дигиталната трансформација на економијата со професори од повеќе држави денеска се одржа во Прилеп како дел од одбележувањето на 60 годишнината од економскиот факултет од овој град.